Грабнувањето на американската мисионерка Елен Марија Стон од страна на една од четите на Јане Сандански во 1901 година во подножјето на Пирин планина во непосредна близина на Банско-Пиринска Македонија е една посебна случка. Овој чекор македонските востаници го преземаат за да дојдат до материјални средства потребни за ослободителното движење. Аферата Мис Стон, како што често популарно се нарекува овој настан, од историјата на македонскиот народ на времето предизвика шив интерес сред европската и светската јавност. За тоа се зборувало во дипломатските кругови, за него пишувале непознатите весници во светот, што секако придонело ослободителното дело на македонскиот народ да се здобие со симпатии меѓу прогресивните кругови во светот. Најголем придонес за позитивната улога на овој настан секако се хуманите постапки и грижите на македонските борци за слобода, зашто особено доаѓа до израз по породувањето на една од заробеничките Катерина Цилка, кога целата чета на чело со Јане Сандански пројавува голема грижа за детето, што придонесува Цилка и Мис Стон од корен да го сменат мислењето за своите грабнувачи. Времето од 6 месеци што го поминало во македонските планини меѓу четата на Јане Сандански Елен го има опишано во својот дневник 6 месеци меѓу комитите, кој во 1902 година бил објавен во американското списание Меглурас магазин. Во овој дневник американската мисионерка ги бележи сите настани околу своето заробување, престојот меѓу востаниците, како и тоа како течеле преговорите за нејзиниот откуп. А тука имам извадок и од дневникот на Катерина Цилка. Всички в стајата мълчаха с изключение на бебето. За да наруши потискащата тишина, Мис Стоун взе детето и го подаде на водача. Това е точно стила на Мис Стоун. Отначало той изглеждаше сбъркан и смутен, но докато гледаше малкото безпомощно същество в силните си ръце, на лицето му се появи усмивка. Бех неспокойна, гледах изражението му, че мислите му чаках за резултата. И действително усмивката му почна да става по-продължителна, наведе главата си по-близо до лицето на детето. За мене той не беше веќе разбойник, ами брат, татко, закрилник на моето дете. По повод овие настани, повеќе од половина век подоцна, со формирањето на Вардар филм, особено со зачнувањето на играната продукција, вообичаено било да се нарачуваат сценарија. Таков е случајот со Фросина, првиот игран филм. Како и другите кои следат, па така и за Мис Стон, било сугерирано од страна на уметничкиот совет на Вардар филм да отвори внатрешен конкурс на кој луѓето биле поканети, ако ништо друго, со еден вид синопсис или готови сценарија да учествуваат. Со завршувањето на терминот пристигнале вкупно 4 труда, меѓу кои бил и текстот на младиот Трајче Попов, кој во тоа време заедно со колегата Кочо Нетков работеле на една репортажа 33 години од смртта на Јане Сандански, кога македонската владина делегација присуствувала на неговиот гроб во рожденскиот манастир Мелник и Банско. Јас се осмелив со толку колку што имав сознание за ова, да учествувам во тој конкурс самостојно. Со 72 страници текст под шифра 505, многу ги сакав тие бомбончиња од краш, вели Трајче Попов. Ѓорѓе Абаџиев беше предложен за доработка на текстот, гледан од историски аспект со многу сознанија и познавања за тоа време, па седнавме заедно да го обработиме и доработиме сценариото и добивме граѓа голема речиси 150 страници во која имаше доста материјал. Потоа се дојде до сознание дека треба да се направи овој филм и беше сугерирано да почнат подготовките, вели Трајче Попов. Десетина дена по разговорите со Марија Црнобори, со која се преговараше за главната улога, во која јас и Милчин требаше да бидеме режисери, имено јас работа на филмскиот дел, а тој да работи со глумците, дојде писмо од Протестантската црква од Америка, поточно од Ласко Бенедикт, како задолжен за таа црква.
По каков пат дојде писмото не знам, но тоа беше мощно и популарно, изнесено во печатот. По испратениот позитивен одговор, за нецели 10 дена пристигна второто писмо, тоест веќе готов синопсис на 14 и 15 страници, во кој точно и по страници од постоечкото сценарио беа дадени измените што би се направиле. Основното беше во тоа што требаше да се развие љубов помеѓу Мис Стоун и Јане Сандански, а детето во филмот да биде нејзино, а не на Цилка. Ова беше многу гневно примено од нашето политичко раководство. Дури и ништо не образложија. Значи ситуацијата беше таква што не се одговори на писмото. И така второто писмо и проектот се заврши. Колку што се сеќавам јас на тоа, сето тоа траеше 3 години, вели Трајче Попов. Сценариото е повторно дадено на преработка. Веќе во 1957 година повторно паѓа одлука за реализација на филмот. Овој пат ангажиран е српскиот режисер Жика Митровиќ, кој со своите претходни играни филмови покажа склоност кон акциони теми. Митровиќ изработува книга на снимање базирана на сценариото на Попов и Абаджиев, усвоените измени предложени од Бошковски и Чашуле и според интервенциите предложени од Филмскиот совет на Вардар Филм, договорено е Попов и Абаджиев да се водат како автори на сценариото, со тоа што Попов ќе влезе во екипата како асистент по режија, а Илија Милчин ќе ја добие улогата на Јане Сандански. Во 90-тите години на минатиот век се одржа симпозиум во просториите на Домот на пратениците во Скопје, на кој се собра поголемиот дел од екипата на филмот, како и врвни имиња на југословенската филмска критика и филмска теорија. Ранко Монитик, Жика Митровиќ, Илинденка Петрушевска, Марко Бабац, Трајче Попов, Петре Прличко, Георги Василевски, Мики Стаменковиќ, Љубе Петковски, Илија Милчин, Гојко Секуловски, Русомир Богдановски, Димитрije Божаровски и Благоје Куновски. Измеѓу другото, режисерот на филмот Жика Митровиќ вели: Драго ми е што и поред свега тога, поред свих тих губитака кои су значајни, jer mnogo izgubili kroz ove ljude, što je ipak dosta nas ovdje okupilo se koji smo radili na tom filmu, koji bilo kao članovi ekipe, bilo kao glumci, jesu dali jedan izvrstan doprinos da toga filma bude ono što jeste. Posebno bih napomenuo prisustvo jednog čoveka, ne želeći time uopšte ni najmanje da umanjim značaj vremena kao i drugih, Gojka Sekulovskog, koji je, kao što znate, pokrenuo čitavu stvar sa neke tačke, koji je bio onaj glavni produkcijalni, idejni, ako hoćete, društveno-politički promoter ovoga filma. Jednom reči, moglo bi se kazati da bez njega film ne bi bio. За време на симпозиумот Гојко Секуловски, тогашен директор на Вардар Филм, споделува сеќавања од подготовките и текот на снимањето на филмот. Меѓу друго реченото се вели дека се направија секакви напори филмот да се сними и сите со ентузијазам и големо задоволство и интерес учествуваа во создавањето на филмот, тука вклучувајќи ги и новините. Па се пишуваше по весниците: ете се случи четвртата реализација на Вардар Филм, да биде обид за навлегување во доменот на историјата, нашата национална омеѓаност и општочовечка вистина. Идејата да се пристапи кон филмување на ова историска тема само е почетен пункт за уште еден вид афирмација на нашата национална историја.
Понатаму Мистон ја зема како основа и ја чува историската рамка на настанот, автентичноста на поглавните личности како што се Сандански, Асенов и Чернопеев. И конечно на 2 ноември 1958 година во Скопје е премиерата на филмот Мистон, со што започнува 60 годишниот пат до публиката на овој македонски филм. Премиери се одржуваат на сите 4 страни на светот. Од Белград, Риека, Кан, Брисел, француски весник пишува за премиера, Милано, Њу Делхи, САД, Јужна Америка, Норвешка, Белгија, Индонезија, Ирска, Етиопија, Аргентина, на фестивалот во Единбург, Шкотска, во арапските држави, имено во Алепо, Александрија, Каиро, всушност во најмалку 25 земји. Аплауз на сите страни и одлични критики во новините. Тоа е филм кој во секој случај заслужува да биде гледан, кој всушност доста заслужува. Во филмот не постои работа за која би можело да се рече дека е непотребна или пак да го нарушува неговото видливо стилско единство. Тука имаме напната приказна, многу добро обликувана уште во сценариото, со јасни и сосема одредени ликови, кои не потекнуваат никаков сомнеш. Во суштина многу едноставен заплет во кој сите епизоди се оправдани и конечно со длабоки хумани ноти кои го обојуваат филмот од почеток до крај. Или пак одослов споделува Прличко. Како артист не помнам сличен срдечен пречек. Тоа не беше никако формален прием, туку искрено доживување. Само им забележувам, но норвежанките, што по гледањето на филмот ме викаа мистер Манданата, наместо Петре Прличко. Се случи едно прекрасно чудо, одненаш и сосема неочекувано се одвој од филмското платно. Еден лик и затрепери во осетливото срце на публиката со некакво необично зрачење. И на друго место, просто е неверојатно колку Прличко преку Манданата го погоди расположението на публиката. И како што е ред, Петре Прличко беше замолен да го каже уште еднаш благословот и тој следеше вака. Вечерва пак мене ми падна во дел творецко задоволство. Вас, драги пријатели, гостите кои дојдоа да ни го заличат овој симпозиум, да ве поздравам со обичајниот благослов на Манданата. Манданата го благословува детето што се родило во четата на Јане Сандански. Ај да ми бидеш живо и здраво, детуле, да пораснеш големо, на лице, бело и црвено, како тетовско јаболко. Наснага вита ела пиринска. Грлото бисер да ти рони. Гласот да ти биде како на славејче, славејче наше убаво. И еден ден, кога ќе гледаш во големото сино небо и слушаш Славеј како пее, спомни си за нас. Спомни си ја четата во која си се родило. Таа чета ангелче се бори за твојата слобода. Вистински Слави. Многу сакам да го слушам. Чиниш како да е веднаш пролет, а?